Сега повторно се селиме во студиото за разговори. Јас добро утро ќе кажам сега веднаш на нашата гостинка, професор доктор Ирена Алексиовска Папестиев, така? Така е, добро утро. Добро. Интимното здравје не мора да биде табу тема и не смее, јас би рекла, би додала да биде табу тема. Добро утро и добре ни дојдовте. Со внимание ќе го слушаме разговорот со вас. Така е. Добро утро и од мене официјално, докторка. Драго ми е што покренувате една ваква убава иницијатива. Интимното здравје не мора да биде табу тема. Верувам дека ќе успееме да ја подигнеме свеста, особено кај женската популација, така нели? Така е, добро утро и од мене. Ви благодарам на поканата. Сметам дека навистина интимното здравје е интересна, како што кажавте, меѓутоа е интригантна тема во која што сме засегнати ние повеќе специјалности од гинекологијата, како што се гинеколози, посебно урогинеколозите, дерматовенолози и пластични хирурзи. Меѓутоа напредокот во медицината и фармацијата во последните години, посебно во естетската и регенеративната гинекологија, не натера да го организираме овој форум, за да ја подигнеме свеста кај населението со цел да им ги покажеме можностите на припадничките на понежниот пол за све она што нуди денеска современата медицина. Знаете, интимното здравје е многу важен дел од животот на една жена, меѓутоа сепак жените живеат некако во тишина, а кога ќе се спомне естетска гинекологија, порано се мислеше на тие естетски операции. Меѓутоа, денеска покрај естетските постоje и регенеративна гинекологија, во која што голем дел и од физиолошките процеси, посебно во оние периоди каде што се хормонално засегнати, како постпартално, после породување или во менопауза, кај жената треба да се вратат нормално да функционираат со цел да се подобри квалитетот на животот кај истата. Так, овој форум ќе се одржи во четврток, неделава. Верувам дека ќе најде на огромен одзив, но со оглед на тоа што ни се случува токму во март, месецот на жената, сметате ли дека е доволна оваа поддршка да биде само во еден месец во годината или ни е неопходно што почесто и што погласно да ги поттикнуваме и да ги отвараме ваквите теми кои, како што рековте, за жал се уште се табу на нашиве простори? Така е, одлучивме да биде во март, токму заради тоа што март е месец на жената, како што кажавте. Меѓутоа, сметам дека во Македонија оваа тема и на глобално ниво морам да кажам дека покрај тоа што доста е фокусиран сега вниманието од докторите е фокусирано на интимното здравје, сепак и на глобално ниво некако жените не се чувствуваат лагодно да разговараат на оваа тема. Правени се испитувања каде што е покажано дека за жал само 20% и од нас лекарите, гинеколозите ќе кажам, се интересираат за интимното здравје на своите пациенти. А 40% од жените очекуваат да бидат прашани од гинеколозите. Така да сметам дека подигнување на свеста е многу важно покрај кај општата популација, која што е вклучува женската популација, да се подигне свеста малку и кај колегите наши, и затоа сметам дека покрај тоа што ова го одржуваме сега како еден прв женски форум кој што се однесува на интимното здравје, можеби не е лошо да продолжи и наредно на некои од нашите стручни состаноци со цел да се поттикнат и самите наши колеги да разговараат повеќе на оваа тема со цел да им овозможат на жените полесно да разговараат на оваа табу тема, да ги разбиеме овие табу теми. Знаете, денеска се продолжи животниот век на жената. Пред 50 години, кога биле нашите баби, само 5% живееле подолг период во постменопаузалниот, односно кога хормоните веќе се потивки. За еден век, наредните 50 години, најголем процент од популацијата ќе биде во оваа доба, а квалитетот на живот треба да биде до крај на високо ниво. Одлично. Ова е за огромен поздрав, особено кога го споменавте тој менопаузалниот период и квалитетот на живот на жената денеска во 21 век. Жената се уште тивко се справува без гласно да сподели што и се случува и како би требало да и се одвива периодот кој што и предстои. Што е поприсутен, стравот или срамот да се споделат некои наши промени кои ни се случуваат во овој менопаузален период? Па јас би кажала неинформираноста најмногу, заради тоа што најчесто жените мислат дека тоа така треба. Тоа им се случува на сите и треба да ми се случува и мене, и јас тоа ќе си го чувам, ќе живеам во тишина и нема да го споделам со никој,
затоа што мислам дека веќе годините ме газат и тоа така треба. Што апсолутно јас не се согласувам, затоа што тоа е све како ќе си го свати личноста. Значи, Светската здравствена организација здравието го дефинира како психичка, физичка и социјална благосостојба. Не е доволно ние да се грижиме само за нашето физичко здравје, него за сите оние симптоми кои што доаѓаат во менопаузата, која што најчесто ако е природен процес настанува во периодот од 50 до 56 години, меѓутоа понекогаш заради медицински индикации може да настане и порано затоа што има потреба да се отстранат јајниците или заради некоја хемотерапија тие хормони да згаснат и заради тоа многу порано да се јават. Менопаузата обично се дефинира ретроградно како отсуство на 12 месеци менструален циклус. Се настанува ради падот на естрогените, а тој пад на естрогени доведува до одредени симптоми од типот на топли ладни бранови, од типот на несоница, на промена на психолошкото расположение кај жената, меѓутоа и урогинеколошки промени, односно со неволно истекување на мокрача, со вагинална сувост, со непријатност при сексуалните односи, намалување на либидото, сите тие симптоми кои што ги кажувам влијаат на квалитетот на живот. Напредокот на медицината оди кон продолжување на животниот век. Значи, се подолг период жената ќе го има во овај период. Зашто да има симптоми и зашто да не разговара? Треба слободно да се чувствуваат дека треба да ги кажат, да одат на лекар, да разговараат за овие симптоми со цел да добијат третман и да имаат поквалитетен живот до крај на живот. Да, ако добро ве разбрав, тоа значи дека токму за ваквите проблематики жените жена со жена споделуваат без да споделат со својот матичен гинеколог? Па најчесто жена со жена, меѓутоа треба тоа да се обратат и на гинекологот, а и гинекологот кога ќе дојде пациентка, посебно ги стимулирам прималните гинеколози, да поразговараат малку и на таа тема, односно они да го иницираат разговорот со пациентите со цел да им дадат едно дознање дека слободно може да се разговара и на овие теми. Така, ги споменавте на урогениталните проблеми кои што вообичаено се случуваат во тој период од животот на жената. Има ли решение и за ваквите проблематики и колку да речеме се променети во статистика наназад во минатото кога жените навистина и не оделени на лекар, на гинеколог оделе исклучиво кога се пораѓале, но денеска е едно сосема друго време. Морам да кажам дека за жал кај нас се уште има жени кои што последен пат одат на гинеколог после раѓање на последното дете. Меѓутоа тој процент е се помал и ние одредени гинеколози работиме на подигање на свеста за тие редовни контроли кои што треба да ги прават и за превенција на карциноми, меѓутоа и да им кажеме за овие работи кои што се однесуваат на подобрување на квалитетот на живот. Тие урогинеколошки проблеми кои што ги кажавте вие во принцип доаѓаат заради тоа што долниот дел од уринарниот тракт и гинеколошките органи потекнуваат од еден заеднички зачеток на почетокот кога сме ние во утробата кај нашата мајка, односно од урогениталниот синус. Со падот на естрогените почнува кожата како на лицето на што не губи сјајот, го губи колагенот, ја губи мускулатурата, истото се случува и долу. Значи, постојат одреден и на тој начин се омлетавува, да кажам, таа потпора, карлична потпора и жените обично почнуваат неволно да испуштаат мокрача, па во напреднати стадиуми и да пролабираат, односно да излегуваат дел од тие гинеколошки органи и надвор од телото. Не треба да дојде до тоа, заради тоа што денеска постојат и медицински реконструктивни техники, меѓутоа и подпомогнати кои што доаѓаат токму од естетската и регенеративна гинекологија која што денес современата медицина ја нуди и кај пациентите може да се превенира доаѓање на сето ова. Денеска не треба да се помири некоја пациентка секој ден да шета со улушка, па и со пелена, затоа што така мисли. 30% од жените во постменопаузалниот период над 50 години и 50% над 65 години имаат проблем со неволно истекување на мокрача или со ургенција. Што значи тоа? Кога ќе има осет дека сака да оди да уринира, таа не може да стигне до тоалетот, него пред да стигне
почнува да уринира. Тоа е како резултат на недостатокот на естроген или стрес инконтиненцијата, односно неволното излегување ради недостаток ради омлитавување на таа карлична мускулатура, па нема доволна потпора за кога ќе се зголеми абдоминалниот притисок и кога ќе се притисне бешиката, нема на што да се притисне таа цевка од која што излегува мочката и на тој начин жената неволно уринира. Така. Но не е крај на светот. И ние денеска токму заради тоа и ве имаме вас за гостин, за да ги охрабриме сите жени кои ги имаат ваквите состојби, дека може да се најде решение доколку навреме се побара совет од лекари, доколку навреме се направи план како сето тоа да се надминува за да се има квалитет на живот, како што рековте. Каква е состојбата во светски рамки? Ме интересира и дали со организирање на ваквите форуми како овој што сега во четврток ќе ни се случи, вистински веруваме дека ќе повлијаеме врз промена на општата состојба. Видите, на глобално ниво морам да кажам дека веќе во последно време голем фокус се дава на значењето на интимното здравје на жената. На последниот урогинеколошки конгрес кој што се одржа оваа година во Варезе, Италија, председателот на здруженијето кога излезе токму со тоа дека постепено популацијата во Европа старее. Се поголем процент ја имаме во понапредната возраст и треба фокус да се обрне на овој дел од женската популација. Тоа за превенција на цервикалниот карцином, за превенција на другите карциноми, веќе да кажам во поразвиените држави е до некаде решен проблем и исклучително висок процент и висок фокус се става токму на квалитетот на живот на оваа популација. Меѓутоа морам да кажам дека и таму кажуваат дека 60 до 70% од пациентите ги имаат овие проблеми, имаат вагинална сувост, имаат намалување на либидо, имаат неволно истекување на мокрача, меѓутоа ретко зборуваат. Како резултат на тоа, тие организираат чести вакви форуми за подигање на свеста кај женската популација и стимулирање на нашите колеги почесто да се разговара со цел да се подобри квалитетот на живот кај оваа женска популација. Така, јас навистина сакам да верувам дека ќе се охрабрат многу наши гледачки, многу луѓе кои што не следат, дека треба да се разговара на оваа тема и дека треба да се бараат решенија, бидејќи секоја жена има право на квалитет на живот, на еден убав период во третото доба, затоа што не е крај на светот доколку сме. Токму така. Јас уште еднаш сакам да им се заблагодарам и на организаторите на Женскиот форум за интимно здравје за поканата и чест ми е да бидам дел од овој форум, затоа што знаете јас секогаш викам не дека не е крај, него напротив за мене мислам дека треба почеток. Да еден нов почеток кога жената веќе ја изреализирала својата репродуктивна функција, ги извадила на пат своите деца, се изреализирала на професионално ниво и конечно доаѓа еден период кога она може да ужива и да има период за себе. Зашто да живее со симптоми, а да не ужива и да нема квалитетен живот во тој период? Да, тој период ја останува за нејзе кога треба да се посвети најмногу за себе и треба да биде задоволна. А интимното здравје придонесува за комплетно задоволство кај една жена во тој период од животот. Одлично. И се доколку имаме уште малку време, само накратко некој совет или некоја препорака, колку физичката активност, колку целиот оној социјален живот на жената допринесува за да ги надминеме, колку е можно повеќе овие состојби и промени кои што се случуваат во постменопаузалниот период на жената? Па јас би рекла многу. Најмногу. И мислам дека во последно време поголем процент почнува да го применува дека физичката активност е исклучително важна, таа не релаксира. Значи треба да се најдете различни работи кои што ќе придонесат за да направат тие симптоми да бидат поблаги. Некој сака тоа да е со обична прошетка, некој сака тоа да е со некој поинтензивен тренинг, некој сака да е со слушање музика, меѓутоа социјалниот момент е исклучително важен. Јас тоа секогаш кажувам дека тие социјални мрежи, како за младата популација, така и за старата популација, има моменти кои што се позитивни кај нив, меѓутоа мислите дека сте повеќе социјални активни ако ви има на социјалните мрежи, меѓутоа јас не се согласувам. Тоа е некоја фиктивна социјална активност. Многу е подобро да искомуницирате со вашите пријатели физички, да се видите, да поразговарате, да прошетате, да направите еден тренинг, дали е тоа јога, дали е тоа
поинтензивен тренинг, дали е тоа обична прошетка покрај кеј, на планина, значи да се стимулираат жените и за физичка активност и за повеќе социјална физичка дружба со цел да ги направат поблаги симптомите и да направат поголемо задоволство и поквалитетен живот. Одлично. И да ги охрабриме да ги споделат Да ги сите грижи кои ги носат. И колегите да ги прашуваат своите пациенти. Значи подигање на свеста и кај населението и стимулирање на колегите повеќе да разговараат со пациентите на оваа тема. Одлична препорака, ви благодарам многу што Ви благодарам за поканата, се надевам, ги поканувам оние кои што може да дојдат во Мериот во четврток на женски форум и се надевам дека ова нема да биде последен пат, него дека ќе има и други вакви настани на кои што ќе може да присуствуваат се поширок процент од женската популација. Так. Ви благодарам уште еднаш. и јас ви благодарам за тоа што интимното здравје не треба да биде табу Табу тема. Така е. Така е. Одличен епилог и верувам дека поттикнавме и охрабривме многу дами, Слободанче, нели? После овој разговор, јас мислам дека да, со внимание јас слушав докторката и навистина сето она што го сподели со нас, поготово за жените во оние години во кои што сме, многу е важно да се грижиме за нашето интимно здравје и како што кажавте, да се подобри квалитетот на нашето живење и да уживаме во животот.